Собранието синоќа пред полнок ги донесе пакет од закони договорени во пржино. Пратениците по итна постапка ги изгласаа законот за основање анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, измените и дополнувањата во изборниот законник, измените и дополнувањата за законот за кривична постапка, законот за заштита на приватноста, законот за заштита на укажувачи и законот за влада. Најжестока дебата се водеше за изборниот законник во делот на гласањето за диаспората. За делот законите воопшто немаше пријавени пратеници за дискусија. Со измените на изборниот законник предвидено е во рок од 15 дена по донесувањето да се избере нов состав на ДИК, кој ќе има 9 членови. Комисијата ќе има право да поднесува кривични и прекршачни пријави. Со законот за заштита на приватноста нема да бидат опфатени досега објавените прислушувани разговори. Законот ќе го опфати периодот од 2008 до 2015 година, а ќе почне да важи 6 месеци по донесувањето. Со него се предвидува до 5 години затвор за нелегално прислушување. Со законот за укажувачи се штитат оние кои ќе достават информации за криминал во институциите. Без расправа помина законот за влада кој овозможува министерски места за опозицијата. Овој закон се гласаше последен, но за него 8 пратеници беа воздржани. Законот доби 98 гласа за и 0 гласа против. Со законот за влада предвидено е со Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика да управуваат кадри на предлог на опозицијата. Освен тоа, опозицијата ќе предложи заменици министри во Министерството за информатичко општество, Министерството за финансии и Министерството за земјоделие. Најдоцна до петок председателот на владата Никола Груевски треба да ги предложи новите министри до собранието, а парламентот да ги изгласа. Собранието ги изгласа законите предвидени со договорот од пржино во пресред на објавувањето на извештајот за напредокот на земјава од Европската комисија. Според најавите, Македонија ќе добие условна препорака за почеток на преговори, која ќе биде условена со спроведувањето на политичкиот договор за надминување на кризата.